Првото касајче, ото посладко нема ништо. Летај, соколе, летај. Ти кој што во крилјата го носиш здивот на животот. Ти кој што во зеницата го носиш споменот за првата љубов. Дали некогаш сте го почувствувале мирисот на земјата? Топлиот здив на полето, нежната кревкост на тревите измиени од утринската роса. Дали макар еднаш сте ги оставиле настрана бисагите од секојдневието и лесни, како разигран детски чекор, сте ја почувствувале радоста на првите ранобудни петли, песната на ветрот низ гранките на јаболкницата, препелкањето на бистрата вода во селскиот поток. Има нешто чудесно во крцкавоста на штотуку испечениот леб во селската фурна. Посладок од се што дотогаш си каснал. Од каде ли доаѓа тоа чувство на убавина, спокојство, растоварување од бремето на катадневието? Може би заради таа иста леснотија со која што те прифаќаат луѓето како свој, како дел од нивниот живот. Може би заради леснотијата со која си го отвораат срцето и си ја распустилаат душата пред тебе, а ти дојденец. Јас сум баба Вена од Белтишта и кога бева на младите години, сакањето наше беше во това време, од постари се вардевне, на Стрецело кој ќе појдевне, таму ќе се видевне, преку другар, тој ќе ми кажеше тој што вели, ја ќе му кажев нему, на него ќе му кажеше, тоа беше. А еден крај друг, дури не дојдеше прстен да ти дајше, никако. Прстен кој ќе ти дајше, тогај ќе си одевне тамо, ченка ќе чукавне, ќе момчето, ќе си работевне и после дома дојди си, ќе дојди до дома, ќе те донеси и во куќа влегвење не е. Надвор. Ако прогориш по пат, а дома не, да те видат стари дома, никако. Кога ќе работевне тамо кај момчето, весели, пеј, смеј се, чукај, ќе ручавне тамо, песни, ќе речевне, весели се домачине, весел гости ти дојдоја. Весел гости ти дојдоја, домачине. Голем абер ти донесоја. Голем абер ти донесоја, сето стадо си изјагнило, а половина си изблизнило. Весела куќата, дента, пиење, јадење, све, дочек. Так, напред така беше. Сега е сосем поопачен векот. По нашето младо време така се живееше. Недела кој ќе дојдеше, ако немаше некој со грнета да свири, човек имаше така постар, со гаи да си свиреше. Таму си одевне, устре целото си се гледавне. И така, каршилак со очи си се видел, си се насмеел, али како сега што се држат подмишки годи навамо, натамо, така да те видеше постар човек напред, дома не те примаше. Ќе речеше, не си за во куќа ти, ајде мрш, а те немат дома. Се чуваш, сам да се чуваш, а немој некој да иде со стапче по тебе да те чуват, да те вардит. Спомените не живеат само во сеќавањата на Вена. Селото, во своите пазуви, ги чува како аманет од предците, обичаите, верувањата, приказните, песните. Да се биде во Белчишта на нивното селско празнување
на Свети Атанасije летен во месец мај, кога на бабрената земја веќе го рти посеаното семе, е празник за душата. Тогаш ќе го чуеш татнежот на тапанот на целета панџијата, не баре крвта во дамарите живнува и чиниш го превзема ритамот од тапанот. Тогаш и старо и младо од белчишта ќе тргне во величествен од по планината и полето, по пасиштата и нивјето, за да му се помолат на Бога за годината да биде родна и бериќетна, за здравје и среќа, за полна трпеза во секоја куќа. Тогаш ќе стивнат разбоите и рацете што ги исткале на љубавите веленца, ќилими и јамболии. Тогаш ќе запре камената песна во единствената селска воденица. Господи, дај што повеќе да се слушаат гајди и тапани, свадбарски ора да ги исполнат сокаците. Дај Боже повеќе рожби и престапулки, чувај не Боже од тажаленки. Тогаш се живо се радува на празникот. Тогаш се живо ќе запали свеќа на гробот на предците, за спокој на душата, за паметење. Може би треперливото пламенче на запалената свеќа беше причина да ја чуеме приказната за првото касајче. Запретана некаде длабоко во душата, првна како препелица од ненадеж, додека течеше муабетот за сидните нешта, што како стаклени монистри се редат едно до друго, со различен блескот и со поинаква боја, нижејќи го ѓерданот на животот на секој човек. Како бев од 16 години и нешто така, со еден дечко се сакавне, 3 години се сакавне, ама преку други луѓе бива, не бива. Ја браче да имав постара, не ме дава, та беше постара, дур не се таа сврши, нема ти да се свршиш. Па се сврши таја, после ме рече ќе те свршиме. Такви работи не се прат. Кога дојде време, кога се свршивне, за мало време партизанското мобилизација фати и го зедо во партизаните. Го зедо, беше овде во села Вакичевски едно известно време, после на Стремски фронт отиде. И таму не погина човекот од Куршум, на враќање од таму во Шчип дошла војската, реко, од Стремски фронт. Ама Чиро, реко, легнал на некоја лединка, преспал и почнал да повраќат. Се поболил. И од Богоројца до Митројен, појди во војниците, пак врати се, појди на лекар, пак врати се, појди на лекар, врати се. И од Митројен в болница, Скопје. Лежа тука која време. И се молеше многу вака јас да појдам. И мајка го намоли, татка, ќе појдиме, рече, да го видиме. Ако е во болница, во кругон ќе излези, ќе го видиме. Отидовме со мајка Скопје, ние во Грубчин, во Тетовско Ново село беше татко чувар. Отидовме таму Скопје, излезе едно војниче. Глата му беше како овде, чиста, немаше коса на глата ич. Мајка рече, море пиле, да ми те праша нешто. Прашај ме, тетке, рече. Да ми те праша, рече, Чиро од Белчишća, рече, овдека во болницава некаде ќе можеш да го најдиш. Ќе проба, рече бабо, детево.
Ти рече, мајка, од што си ми болен? Јас рече, од трбушен тифус, рече, лежам, бабо. И веќе на глава влакно, коса немаше. Уиден из болница сегде, прошета детево и се врати. Го кренале, рече, битола го однесли. И ко ни кажа така, и ние со мајка, татка го ставивне тука и си дојдовне овдека в село. Си дојдовне и слушаме луѓе велат на Ѓурѓен, на сам ден. Сега ќе оделе луѓе со коњи на пазар во Битола. Рече мајка, опита тетка му, рече, ако идет на татка му, сестра имаше тетка. Ќе те пушта, рече, со неја, да оите со луѓево. И со ними тргнавне со луѓето, отидовне тамо, преспавне Битола и са бајлето станавне и излеговне и чојме болница ќе ја бараме. Ојме тамо еден човек не однесе, ова е, рече, болницата. Една болница ни враќе, ни пенџери, ратно време. Беше. И туку еден белчишчанец излезе. И ова тетка му вели, Петре, ето станавне и излеговне и чојме болница ќе ја бараме. Ојме тамо еден човек не однесе, ова е, рече, болницата. Една болница ни враќе, ни пенџери, ратно време. Беше. И туку еден белчишчанец излезе. И ова тетка му вели, Петре, види тука каде е Чиро, најдини го, зато сме дојдени. Излезе таја, тетка му се пули твака и одма, рече, вуњо тој чајкот. Одма, рече, ќе да ќе го најда. Го најде, излезе надвор, имаше вака едни јавливчина, седнавне тука, поседавне и дојде еден од болничарите што работеше, рече, Чиро, забрането ти е тебе на сонце да седиш. Склонете се некаде, рече, подсенка. Отидовне подсенка и таму вели тетка му, да се молиме, велит, на еден што беше главен овде, народен херој беше од овде, од Белчишча, на него, па беко роднина. Да се молиме да те пуштат, рече, дома. Да смениш климава, рече, еден дојде од партизанското, рече, и со дома си оздраве сега, добар си е човекот. Не ида, рече, тетко, дома, ја. Зашто? Не ида, рече, таква ми е болеста. Ја боледувам, рече, а на постела не лежам од нанога. А и гледам, рече, другариве што се со мене, од нанога ќе излези тали в клозет, тали ќе се мијет, ќе иде то таде, ќе повратит крв и односи од уста и си умират. Не ида, рече, треба да се движа со вена тамо ја в село. Не зема човек на душа, рече, кога ја знам, нема да бидам жив, рече. Не таму, вели тетка му, не, ќе правиме едно, ќе правиме друго, ништо нема да правите. Сестри што ни прати измет, велит, ни велат овде, ова е тебеќа болест. Ама лекој во Ѓерманија имат. Сите што сте од оваа болест, еден жив нема да останете. И откако го видов ја 9 дена уште, излегол на чешма, си измил ризата околу гуша и веќе наскала на болницата, си повратил крв и односи од уста и си умрел. Ами си се сакавне млади луѓе на младост. Како не? И после го донесоа тука кога умре? Го донесо, бија го донесо и го закопавне овдека и една година, дурму и ставивне година, ја седав го жалив и после си се свршив за други. А на сон ти иде? Го видве вака на сон и ќе ми речеше, ами, леле, вено, ич не мислиш за мене, не, деца си имам, ќе му речев, мажена сум си. А еднуш бев болна. Болна бе многу еднушка и на сонов ми излезе, ајде, вели, твамо по мене, ајде, и ја вака се сетив. Реков, не, умрен си ти. И така на сонот му реков. А си му палела свеќа на гроб? Како не? Сум му палила. Јатрва имав постара, јатрвата и на сон е се сонил деверие и рекол, децава кој ти мажиш, кој ти жениш, без неја гости да не преш. И ме викаше. Мажеше 2 девојчиња, детето го женеше и ме викаше, одев таму. И денеска муабет си има. Ни јас су виновна, ни тие се виновни.
Та е несреќата него, што не бил за да живеете. Шо не? Не су сакала друг. Со него, како девојче си се засакав, за него се сврши, па после и другиот. Тој иде од друго село беше и стари луѓе го најдоја мунасип и си почув. Шо да пре. Морало така да бидите. Тогаш молкум сватив дека Вена ми ја подаде како на дланка, чисто, едноставно, како што тоа умеат само душите на луѓето неоптоварени со предрасуди, раководени во животот единствено од поимот за доброто и лошото, чесното и нечесното. Тогаш разбрав дека Вена ми го даде споменот за првата љубов. За миг, за само еден величествен миг почувствував не баре природата со сета своја раскошност и плодност се поклонува пред оваа со од годините напластени спомени жена. Глуварчето како да подзапре во својот танц на пролетното ветре. Јас и Вена бевме едноставно две жени што се разбираат. Две суштества кои без нијет се сретнале, како што тоа обично во животот се случува. Првото касајче, ото посладко нема ништо. Летај, соколе, летај, ти кој што во крилјата го носиш здивот на животот, ти кој што во зеницата го носиш споменот за првата љубов. Неодамна на зелените ливади над Крушево го запознав овчарот Стерио. Од него разбрав една исконска вистина за живеачката. Животот, ми рече тоа добродушно старче, кој тука секојдневно ја пасе својата единствена коза хранителка, животот знае да си ги реди работите. Никогаш не ставај си чемер на душата. Животот зема, ама животот и дарува. Радувај му се на животот. Па ја после си го продолжив животот, си се свршив за други, си се омажив, си имам дечина, 5 деца си имам, 2 синови, 3 ќерки. Сега имам внучиња и од внучињата и превнуче имам. Сум си радосна, задоволна од Бога све што ми беше, све си имам. 5 куќи си имам, 3 ќерки, 2 сина. Кај да појдам, во кој град да појдам и куќа ќе си најдам. Внуците ми се најголема радост, со ними јас и се радувам, тие со мене ми се радуваат. Све, некој динар пензичка си земам од мажот, беше борец, од нопска пензија си земам, си задоволувам сите. Ајде, бабичке, кој ќе земам и надуќен, ќе ме однесат куфини, бабичке, што сакаме. Има ли нешто поубаво од тоа да го гледаш и да му се радуваш на породот од твојот собствен род? Има ли нешто повеличествено од продолжувањето на собствените корени? И колку таинствена убавина има во овие избраздени дланки и образи? Бразди на животот, бразди на спомените, паметењето, постоењето. Летај, соколе, летај, ти кој што во крилјата го носиш здивот на животот. Ти
кој што во зеницата го носиш, споменот за првата љубов.